Имавме конструктивна средба за прв пат во такво издание. Говоревме на политички и на економски теми. Од политичките теми би го издвоил изборниот законник. Начелно е договорено до крајот на пролетта, значи некаде јуни месец да се донесе нов изборен законник. Се дискутираше за модалитетите. Една изборна единица со или без изборен цензус, отворени или затворени листи, и комуникацијата ќе продолжи на ниво на координатори на пратенички групи во собранието со некои од министрите во влада. Следно, кое што Левица го отвори како прашање, е обештетување на семејствата на жртвите од Кочани, за кое што не се најде на слух. Следно е пржинската влада, за кое што се разговараше начално за незино укинување во две варијанти, или веднаш, или за не наредни, туку понаредни парламентарни избори, зависно од опозицијската СДСМ ќе остане отворено како прашање. И последната политичка тема беше омбудсманот, за кој што Левица за прв пат во историјата на независна Македонија предлага соломонско решение, а тоа е припадник на ромската заедница да биде избран за омбудсман, бидејќи сметаме дека се најдискриминирана заедница која нема никакви полуги на власта, ниту министри, ниту пратеници, еден градоначалник, ако не се лажам, и сметаме дека оваа уставна категорија треба да им припадне на ромската заедница. Од економските теми Левица ги наметна минималната плата, кое што цениме дека е оправдано барање на работниците и на синдикатите, и апанажата и патните трошоци на пратениците и на јавните функционери. И за овие две теми не најдовме на разбирање, иако имаше различни варијанти кои се дискутираа, сепак мислам дека овие се неприфатливи за власта. Тоа е начелно, доколку имате прашање, повелете. Спомнавте дека сте предложиле обештетување на роднините на починатите од Кочани. Зошто не е најдено решение и што е проблемот? Па имаше разни експликации. Дел е дека тоа бил приватен, а не јавен објект, како што е во модуларната болница во Тетово, и другиот дел е дека веќе има проекти кои што се доволни за самиот град. Ние сметаме дека тоа е недоволно се уште. Ќе инсистираме и понатаму, но ова е сензитивна тема и затоа не толку инсистиравме, зависно од приликите, бидејќи средбата помина во, навистина би кажал, конструктивна атмосфера, што е за мене изненадувачки.